Својот отчет за сработеното во изминатите години на неговиот мандат, градоначалникот Радко Димитровски го започна со истекнувањето на улиците кои се пробиени, реконструирани и асфалтирани. Потоа со изградбата на тротоари во вкупна должина од 10 километри, огради долги 9 километри, подпорни зидови во должина од 3,5 километри и други патни и улични објекти. За реализацијата на капиталниот проект пречистителна станица со колектор Димитровски изјави: Во насока за зачувување на животната средина и обезбедување чиста вода е проектот за изградба на пречистителна станица и колектор за отпадни води на територијата на целата општина Кочани. Тој се реализира со најголемата швајцарска донација во Република Македонија во висина од 21 милион швајцарски франци и најголема во Кочани во последните 50 години. Во тек е реализацијата и на браната Речани. Се реализира и проектот за изградба на браната Речани, чија вкупна вредност е околу 27,3 милиони евра, а треба да биде издигната до 2021 година. Акумулацијата Речани ќе го реши проблемот на водоснабдување за околу 90.000 жители од Кочани, Виница и микрорегионот. Во сферата на спортот и образованието реализирани се 3 крупни проекти. Изградивме 2 спортски сали за часови по физичко во основните училишта Никола Карев и Крсте Петков Месирков, доделуваме стипендии, а по повод празникот Петровден ги наградуваме најдобрите ученици, првенци на генерација од основните и средните училишта. Во соработка со Фудбалската федерација на Македонија го реновираме по втор пат градскиот стадион. Сега продолжуваме со изградба на системот за полевање, со облекувални и вградување на дополнителни столчиња. Променета економската слика на Кочани како град и општина привлечни за странски инвестиции. Создадовме услови за добар локален економски развој и донесовме неколку инвестиции. Холандската Антура, современа лабораторија која произведува семенски материјал за украсни цветиња, која веќе се проширува со нов погон за уште 300 нови вработувања. Компанијата за производство на кабли за автомобилската индустрија и антенски структури Амфенол веќе има 1400 вработувања. Овде се и новите инвестиции, како што е рестартирањето на Руен преку Руен Инокс автомобиле, Левидија Агро, Дима Фейшн, Хипотерм, Гирловс, Унитрейд 2002 поранешна хартија, Нидо ГТ во кругот на Руен, па и Лукойл и Тинекс, кои сите заедно веќе вработуваат над 1400 сограѓани. Димитровски ги најави проектите кои доправа ќе се реализираат, како изградба на експресниот пат Три чешми Кочани, со што релацијата Кочани-Скопје ќе се сведе на помалку од 100 километри и временски помалку од 1 час. Завршувањето на проектот пречистителна станица за отпадни води, со кој што ќе оставиме на нашите идни генерации чиста животна средина и ќе обезбедиме добри услови за производство на здрава храна. Големиот инвестицијски зафат на Оризарска река да се продолжи со изградба на браната, инвестирање на пониква од приватни инвеститори, викендички ресторани и хотели, како и инфраструктурата од општината и од државата. Создавање услови за зголемување на вработеноста со паралелно зголемување на платите на вработените и голем број други проекти и зафати.